април му припадна на Работнички, кој што паметите триумфираше со 93 спрема 89 во еден возбудлив надпревар кој што траеше не 40, туку цели 50 минути. Метфорд, Вудард, Дамјан Стојановски, Иванов и Самарџиски. Ударната прва петока на МЗТ Скопје аеродром ја испратја на паркетот Ѓорги Кочов. Стартува Работнички со Стајич, Караџовски, Костов, Јаневски и Чековски. Судат Денковски, Игор Митровски и Павлов. Почеток на финалето на кошаркарскиот плейоф. Ќе биде повторено почетното потврлање. Се заплетка Самарџиски и Чековски, наместо да ја потфата топката и испреплетоа рацете, Самарџиски повешт во повторениот обид и во ведната акција на надпреварот за Лестер Метфорд. Веднаш во рекетот за Самарџиски, немаше позиција веднаш за шут од одбојка, па потоа Вудард. Брани Караџовски, Вудард, чекор наназад, бие од полудистанца и нема реализација во првиот напад на надпреварот за МЗТ. Караџовски. Чековски, повторно Караџовски. Јаневски пресече Вудард, останува во напад екипата на Работнички. Пет меча одигра Работнички, дури во вторникот, во мајсторка ја доби блокотехна, откако претходно и Гевгеличани и актуелниот шампион ја користеа предноста во мечевите на домашен паркет. Не погодува ниту Караџовски, затвора во собствениот рекет Самарџиски, пренесува Вудард. Самарџиски спушта во рекетот за Иванов, лична на Караџовски. Бројат судиите, мора да побрза Вудард. Самарџиски против Чековски. Вади за Иванов, шут за 3. Се уште 0-0 почетниот резултат и по повеќе од една минута од почетокот. Костов. Излета Стојановски и бугаринот отвора со прецизен шут за 3 поена. Беше клучен играч Чавдар Костов на надпреварот на 12 ноември во оваа сала, кој што Работнички го доби со 90 спрема 88. Тоа беше првото годинешно соочување во рамките на основниот дел од сезоната. Еве ова тројка на Чавдар Костов, кој што веднаш потоа на спротивната страна од игралиштето го направи првиот прекршок. Метфорд. Иванов. Затвори Чековски. Уште 5 секунди за акцијата на МЗТ. Дамјан Стојановски од над 7,5 метри, тежок шут. Речиси 2 минути вице шампионот без постигнат кош. И натаму само еден погодок воопшто на надпреварот. Костов. Фрлена топка во аут, беше наменета за Стајич и пресилно и превисоко од Чавдар Костов за Бобан Стајич. Неконтролирано. Метфорд. Стојановски. Успеа против Костов. Дамјан Стојановски да ги постигне првите поени. Намалува на 3:2. Неефикасен почеток на надпреварот. Караџовски.
Позиција од каја што Чековски често погодува, овој пат без реализација. Стојановски се предомисли во последен час. Самарџински со напад врз Чековски, поени на Самарџински. Првоводство на МЗТ на истекот на третата минута. 4-3. По 16 скока имаше Самарџински на 2 од 3 надпревари, на 1 15. Направи чекори Караџовски во рекетот под кошот на МЗТ. Па ја ги повеќе од дозволените 2. Стојановски. Кратко само му ја истурка топката Костов. Самарџински. Шутот полудистанца, краток, повторно Самарџински, напад на кошот. Имаше Зицер, Иванов отпред обид МЗТ. 6-3. Понаа тројка на Чавдар Костов, 6-0 на МЗТ, меѓутоа брза реализација од контра на Стајич. Па моментално 6-5. Дамјан Стојановски за 3. Нема погодок. Караџовски. Костов, добар блок од Чековски, 2-2, Стајич бие од над 7 метри, тројка на Бобан Стајич, 5 негови коша, 5 во серија за работнички и повторно водство на гостинската екипа, на актуелниот шампион. Во бранови, во серии напаѓаат и погодуваат едните па другите. Офанзивен скок на Иванов. Во ногата на Ѓорги Чековски, 14 секунди за напад на МЗТ. Стојановски не погодува и во вториот обид за тројка. Се уште безпрецизен шут МЗТ од зад линијата, 6.75. Две тројки за работнички, Стајич и Костов. Јаневски по додавање од Чековски. Му побегна топката на Караџовски. Метворд чека поддршка, под застана. Еве го Дамјан, нов обид за 3. Дамјан и трет пат промашува. Вара до Кузовски да го забава темпото. Неговите кошаркари да не одат во бркотница против физички поподготвените, поодморените, посвежите кошаркари на МЗТ. Лична на Стојановски. Ова е прва лична грешка за кошаркарите на МЗТ на денешниот натпревар, дури на средина од ова воведна четвртина. Караџовски. Чековски убаво против Вударт, висок-низок. Први поени за Чековски. Работнички ги има највисоките плюс 4. 10-6, 7-0. Предходно МЗТ имаше серија од 6-0. Метфорд. Нема тројка за МЗТ. Стојановски 3 пати шутираше. Иванов еднаш и Метфорд сега непрецизен. Американскиот плеймейкер прави лична грешка. Караџовски. Се уште не менува ниту едниот, ниту другиот тренер. Караџовски бие за 3 и тој тројка. Стајич една, Костов една, Караџовски една. Оди работнички на 13-6. Тајмаут за Ѓорги Кочов. Десет-0 е серијата на работнички од 6-3 за МЗТ до 13-6 за актуелниот шампион за нешто повеќе од 2 минути игра и разбирливо е што светна црвената сјаличка на клупата на МЗТ. 0 од 6 има МЗТ во шутот за 3 поена, 4 промашувања на Дамјан Стојановски. Лична на Диванов направи Јаневски. Трет тимски прекршок за кошаркарите на работнички.
Инсистираше Кочов да не се брза, да не се форсира. Вели нема потреба од завршување на нападите уште во првите неколку секунди, да се оди на воиграни комбинации со спуштени топки на центрите, главно на Самарџиски. Останува МЗТ во напад по оваа битка меѓу Чековски и Самарџиски под кошот на Работнички. Дуел помеѓу двајцата некогашни соборци од најдобрите денови на македонската кошаркарска репрезентација таму на почетокот на оваа деценија. Иванов излегува, Андреј Масленко, кој што по подолга пауза поради повреда се врати во игра. Загубена топка, греши Вударт, зашто нему воопшто му беше фрлена оваа топка од противничкиот кош, кога тој секако беше нестабилен и надвор од баланс на самиот агол од игралиштето. Кризира МЗТ, Работнички барем за сега има целосна контрола, меѓутоа грешка на Костов, право во рацете на Масленко. Сега полуконтра на МЗТ. Метфорд влез во наму каде што е најгусто. Метфорд нема поени. Голема борба за оваа топка и ја освојува Дамјан Стојановски против Караџовски. Приоѓа Вударт, Стојановски останува на 2 коша и уште 5 промашувања плюс од поле. Лична на Вударт. Прилично долгата пауза од завршницата на полуфиналето против Гостивар, како да ги извади од надпреварувачки ритам кошакарите на МЗТ. Марко Симоновски на местото на Дамјан Стојановски во игра. По 5 непрецизни шута од поле, Кочов смета дека капитанот треба да одмори. Јаневски шут за 3. Чудесен шут има Јаневски. Ова е 4-та тројка за Работнички од почетокот на надпреварот. 16-6-13, 0 е серијата на Работнички, а ќе се подсетиме уште еднаш на оној надпревар што го споменав на 12 ноември, кога Работнички славеше овде со 90-88. Јаневски беше прв стрелец на актуелниот шампион со 30 постигнати поена и максимални 6 од 6 реализација на шут за 3. Конечно, МЗТ успева да го скрши овој серијал без погодок, кој што траеше долго, повеќе од 4,5 минути, 16-8. Поените беа на Андреј Масленко. Чековски. Со приклучувањето на Масленко добива на височина во рекетот екипата на МЗТ. Не вреди оваа тројка, претходно се огласија арбитрите. Има лична грешка. Фаулот е од Чековски. Бојан Крстевски на местото на Чековски. Првата замена што ја прави до Кузовски, а Вударт му отстапува место на Соколов. Еве на 2 минути и 20 на секунди до крајот на првата четвртина. Симоновски, тројка! Марко Симоновски, по многу промашувања, по 6 непрецизни обида, МЗТ со тројка и еве 5-0 прави, анулира. Половина од најголемата разлика на противникот. Нема уште еден погодок. Овој пат затвора Јаневски. Ја задржава топка Стајич на време. Па сега Јаневски и уште еднаш. Му лежат обрачите во оваа сала. 2 тројки на Маријан Јаневски, 5 од 6. Чудесниот шут на Работнички за 3 поена. 19-11. На 80 секунди до крајот на првата четвртина. Пак 8 разлика на Работнички. Има лична над Самарџиски во овој негов налет кон кошот. Втор фаул на популарниот Мачка.
на Јаневски. Најефикасниот играч на мечот до сега. Самарџиски ќе изведе 2 слободни фрлања. Ништо невообичаено. Под 50% реализација од оваа позиција. 27 реализирани од 59 слободни фрлања. 3 коша. 19-12. Костов. Бие за 3 поена. Тежок шут. Само второ промашување на Работнички во шутот од зад линијата 6-75. Симоновски. Бара топка Маслинко. Доцни со ова додавање, меѓутоа излезе ова добра комбинација меѓу Самарџиски и Будар. Повторно сега Маслинко, отворен шут. Нема погодок. Краде Соколов. Потребна е енергија од клупата. Симоновски. Офанзивен скок на Самарџиски. Сочека Крстевски евентуално да не направи лична, потоа лесно положување, 5 коша на Самарџиски, 14-19. 16-6, највисоките 10 разлика на Работнички во 8-та минута. Караџовски, Јаневски, излета Маслинко, но уште еднаш Јаневски. Прво промашување. Чекори. Брз оплето, дезорганизирано Лестер Медфорд. Уште 4 секунди останува до крајот на оваа четвртина. Инсистираше на овој индивидуален влез меѓу Стајич и Бојан Крстевски. На крајот направи грешка во Чекори. Можеше времето да биде многу помудро искористено. Јаневски со звукот на сирената. Еден шут со левата рака од цвртување покрај Маслинко. Јаневски за 7 разлика, водство за Работнички по првата четвртина, 21-14. Седум разлика за Работнички, прв напад во втората четвртина за црвените од Градски парк. Стајич. Јаневски, шут за 3 поена. Даде 2 тројки, па потоа уште 2 промашувања на Маријан Јаневски со 8 коша најефикасниот играч досега на надпреварот. 5 тројки од 9 шута за Работнички, едва една тројка од 10 обида на МЗТ. Скромен процент, едва и 27% реализација има МЗТ шут од игра. Само 6 погодени шута од дури 22, а Работнички упати 14 коша. 14 шута кон кошот на МЗТ, реализираше 8 од нив. Нешто под 60%. Дури 8 удари повеќе на противничкиот кош за играчите на МЗТ во уводните 10 минути. 13-9 односот на скокови. Лична во рекетот. Без топка. Еве го овој зафат, повлекувањето од Бојан Крстевски. Го зграбчи Самарџиски. Самарџиски од под кошот за Иванов, кој што се врати во петорката. Симоновски. Без реализација МЗТ и на почетокот на вториот период. И промаши првите 3 напада и воопшто на надпреварот. Мираковски е во поставата на Работнички. Во на тактичко надмудрување во односи на информациите кој колку е подготвен и дали може да игра. Нема погодок и за Работнички, не реализира ниту Иванов. Меѓутоа контролира Работнички дефанзивен скок. Крстевски. Чекори. Клубава позиција, меѓутоа, еве ги чекорите. Одаде најдобро ќе видиме. Минута и 20 секунди игра во вториот квартал, се уште без кош. 21-14, резултатот уште од првата четвртина. Магдевски го менува Медфорд. Магдевски, шут за 3.
И 11-то промашување на кошаркарите на МЗТ за 3 поена. Реализираше еднаш само Симоновски. Од сите други во домашната постава, Дамјан 0 од 4, Иванов 0 од 2, Масленко 0 од 1, Медфорд 0 од 1 и Симоновски една тројка од 3 обида. Краде Самарџивски. Брза транзиција. Симоновски, шут за 2. Јоване Екош. Стефан Младеновиќ ја организира оваа акција на Работнички. Со ниска петорка. Со тројца ниски играчи во поставата до Кузовски. Мираковски. Доаѓа топката до Крстевски. Истекуваше времето за напад. Успеа да бие Крстевски, меѓутоа без реализација. И понатаму без погодок воопшто во втората четвртина. Магдевски ја нема сигурноста на шутот. Смиреноста кај кошаркарите на МЗТ. Напаѓа Иванов. Магдевски положување и први поедни воопшто во оваа четвртина за која и да е од екипите. Намалува МЗТ на 21-16. Лична Магдевски. Младеновски на позицијата на Самарџиски. Младеновиќ. Крстевски. Стефан Младеновиќ. Го насочува Стојановски кон центарот, неправилно водење на топката. Седма ваква грешка, загубена топка на кошаркарите на Работнички. Само две има МЗТ. Магдевски не одеше со Медфорд. Стојановски, напад на Стефан Младеновиќ, малку грбна техника, лична на седумката на Работнички. Ќе се врати Чавдар Костов, но не на местото на Младеновиќ, туку ќе земе Здив Караџовски. Ќе ја преземе сега Чавдар Костов улогата стриктен чувар на Дамјан Стојановски. Магдевски, Иванов, напаѓа преку Јаневски. Топка за Работнички. Фаулираше Иве Иванов. Еве го моментот на фаул на Јаневски. Пренесува Младеновиќ. Јаневски. Го брани Младеновски. При ова преземање Младеновски прави фаул. Трет тимски за МЗТ во втората четвртина. Работнички се уште е без кош во овој период. МЗТ постигна едва и 2 поена. И тоа преку Магдевски за овие речиси 4 минути. Крстевски удвоен. Приоѓаше на помош Стојановски, а личната ја направи токму Стојановски, а не Дарко Соколов, иако тој се пријавува. Санкциониране стартот од Дамјан Стојановски, втора лична грешка. По меѓувреме се објаснува таму Стојановски со судијата Денковски во моментите додека Бојан Крстевски се подготвува да изведе слободни фрлања. Први воопшто на Работнички на оваа средба. Воопшто малку пенали досега. Самарџиски погоди едно од двете на спротивната страна во единствените кои што ги изведе тимот на МЗТ. Прв поен за Крстевски
И тој, како и Самарџиски, со половична реализација, 22-16. Истекува 14-та минута од мечот. Стојановски, Соколов, фаул на Мираковски. МЗТ се уште на 20-15 реализација од игра, 7 погодени шута од 27. Неверојатно лош 1 од 12 за 3 поен, 6 од 15 по шутот за 2. Соколов, Иванов, шут за 3, тројка на Иванов. Се приближува МЗТ само на 3 негатива, 22-19. Работнички има 5 тројки од 10 шута. Јаневски остава за Мираковски, снајперски, Мираковски. 6 прецизен шут за Работнички од дистанца. Повторно 6 разлика. Легува во серија Иве Иванов. Малку расположени поединци има во редовите на МЗТ. Краде сега Магдевски, остана Младеновиќ зад него, лесни 2 за Андреј Магдевски, 4 коша. Разликата е само 2 поена. Младеновиќ. Мираковски. Топката во рацете на Иванов. МЗТ напаѓа за израмнување, можеби за преземање на водството. Соколов, шут за 3. Соколов, нема погодок. Прифаќа таму под сопствениот кош Младеновиќ. Фаулот на Магдевски. Вудар ќе се врати на местото на Соколов. Магдевски ќе остане во игра и покрај двете лични. Стефан Младеновиќ. Малку, само 8 слободни фрлања има изведено на 14 меча во тимот на Работнички. Во првиот дел од сезоната ги бранеше боите на Охрид. 7 од 10 севкупно од оваа позиција во годинашната сезона. 23-27 и го напушта теренот Стајич повторно во игра. Иванов го враќа МЗТ овој надпревар во зоната на изедначеност. Стојановски. Поениот табла, му побегна побрз беше Чавдар Костов. 4 поена за Дамјан Стојановски. Повторно само 2 разлика за Работнички. Стајич. Грстевски. Мираковски, излегува Јаневски. Топката надвор од периметарот. Грстевски обкружен со двајца играчи, меѓутоа чист стартот на Младеновски, МЗТ во контра, Магдевски сам до крај и на крајот консултација меѓу арбитрите. Пресудуваат обајцата дека МЗТ ќе остане во игра. Младеновски. Избрзан шут, имаше цели 16 секунди уште за напад. Мираковски. Крстевски. Костов во налет. Крстевски. Чавдар Костов од негова позиција. Стојановски се намести, бие Стојановски, МЗТ води 28-27 на 3 минути и 12 секунди до полувремето. Бара тайм-аут Мариндо Кузовски по оваа серија од 5-0 или ако сакате од 9-2, која што ја направија домашните играчи и го преземаа водството. Тайм-аут. Како те помирува Дамјан, човек? Ајде ме одбрана!
Što ti si go laviš, ne igraš otvoreno, gotovo. Pa ne igraš. Ajde. Уште од почетокот на втората четвртина Работнички има и поддршка од навивачи во еден дел од гледалиштето. Последното водство на МЗТ беше 6-5, некаде во петтата минута, во средишницата од првиот квартал. Работнички имаше највисоки 10 разлика, 16-6 кон крајот на првиот период, а сега легува во серија промашувања. МЗТ со низа поени настојуваат сега избраниците на Ѓорѓи Кочов да наметнат своја динамика и контрола врз играта. Иванов, мисмеч против Мираковски, фаул на ветеранот на Работнички. ...23 сантиметри е височината, разликата во височина меѓу двајцата кои што беа во овој дуел пред малку. Дамјан Стојановски против Караџовски, извонредно Дамјан го бараше и го добива контактот од Караџовски и за него втора лична, 30-27 и дополнително слободно. Не го дуваше на тајмаутот до Кузовски за тоа како Чавдар Костов дозволува лесно Дамјан да пробива и да напаѓа преку него при оној претходен кош кога реализираше од табла, ако паметите, пред тројката. 9 поена за Стојановски, еве го првиот кошаркар со двоцифрен број постигнати поени. 31-27, 8-0 или 12-2. 4 разлика за вице-шампионот, за претендентот на освојување на титулата. Мираковски добива блокада од Младеновски. Авантуристички беше овој потфат од Мираковски. Да можеше со две раце, голмански ќе интервенираше Младеновски. Не може Костов да погоди. Останува бугаринот на онаа единствена тројка уште од првата четвртина. Иванов против Костов. Со Костов на позиција 4, со тројца ниски играчи, со Чековски како класична петка. Тоа е обидот со кој што настојува Мариндо Кузовски, меѓутоа не ќе може така и затоа го враќа Маријан Јаневски во игра, го повлекува Мираковски. Мираковски даде една тројка, направи две лични грешки, делуваше малку и нервозно. Младеновски, Магдевски, па Стојановски, уште 4 секунди за шут. Има ли контрола Магдевски, ја фрла оваа топка обрач. Пренесува Караџовски, Стајич. Во бонус се и двете екипи. Јаневски. МЗТ во зона, 2-3. Напаѓа Стајич. Не предни чувари Иванов и Вудар му овозможија лесно да пробие бекот на Работнички, да го постигне седмиот погодок. 31-29. Тайм-аут сега за Ѓорѓи Кочов на минута и 17 секунди до крајот на полувремето. Сега се врати и го заблокира нашиот играч. Джабе ставаме хендикеп ситуација. Не свича таму без потреб. Океј. Требам. Дамјан кој те чува. Чавдар. Сега последно хапата. Требам. Джеми. Јарин бонус. 4, 5, 3, Дамјан. Кат. 4 за 5. Атак here, окей? Атак here, опред pick and roll. If they trap, short roll. Short roll на закуцавање си не врти грб на топка. Да. 1-4. If they play zone. 1, 2, 5. Играме zone 5, окей? Let's go. Ajmo. 1, 2, 3.
2,5 минути Работнички беше без постигнат кош. До поените на Стаич пред малку. 8 коша на Маријан Јаневски, 7 за Стаич во редовите на Работнички. Напад на МЗТ, последни 70 на секунди од полувремето. Вударт на блок Младеновски против Јаневски. Тргна по заобиколен пат, тешка позиција, меѓутоа успеа да извлече кош, да поентира Младеновски. Ова се први негови поени, 33-29. За малку сега и топка ќе украдеше. Грешка на Чековски, право во рацете на Вудар, 3-2 контра, Магдевски на положување, 35-29, оди МЗТ на плюс 6. (14-4) или 16-4 по оние 6 разлика на Работнички кога водеше со 25-19 на средина од оваа втора четвртина. Стаич. Уште 9 секунди за нападот на Работнички. 18,5 секунди до крајот на четвртината. Тајм-аут барат до Кузовски. Цели 4 тајм-аута во оваа втора четвртина. Значи, прв пик, домачки, ако превземат, ако веќе примите, има 9 сега, нема овако. Да, слушавам, сега гледавам, они го знаат на Чавдар да иде од дека и да му направите грдна, така? Нека биде овде мачки од Станков. Не, овде направите мачки да прими грдна добра. Да шут овде да му дајат. Од овде изведуваме, јас ли бе? Добро, значи бек, којде на бекот? Да. Разбирате? Значи, на мачки грдна да шут да му направите сакам овде. Ако нема, брато те еден на еден. Ајде. Го осмисли до Кузовски нападот на неговите кошаркари. Идејата е да оди завршница преку Јаневски. Еве го додавањето. Мора да извади за Караджовски, шут за 3 поена, краток. Одново топката во неговите раце. Јаневски изминува времето. Јаневски крета негова тројка со звукот на сирената, 11 коша за да го врати Работнички, 35-32. Иванов на спротивната страна. Кошеова за драматична завршница. 38-32. Водството на аеродромци по првите две четвртини од финалниот надпревар број 1. Серија за титулата, плей-оф борба за круната во домашниот кошаркарски шампионат. Едно содржајно прво полувреме кое што завршува со 2 тројки. Со ова на Маријан Јаневски за 35-32 и веднаш на спротивната страна со погодокот на Иве Иванов кој што доаѓа до 10 постигнати поена, колку што има и Дамјан Стојановски. Тоа се двајцата најефикасни играчи во редовите на МЗТ. 6 постигна Магдевски, 3 има Симоновски, 5 Самарџиски, по 2 Младеновски и Маслинко, додека во редовите на Работнички прв стрелец 11 коша Маријан Јаневски даде 3 тројки од 6 обида, 7 поени за Стаич, а по 3 коша постигна Мираковски и Караджовски. 6 разлика води тимот на МЗТ Скопје Аеродром поради извонредната серија од 16-4, која што ја имаше од 15-та до 19-та минута, кога пресврт направи од 25-19 за Работнички до 35-29, пошто позитивата ја задржа и до крајот на овој квартал. За 10 минути, почитувани гледачи, ќе продолжиме со директниот пренос.
Долго изгледаше дека актуелниот македонски кошаркарски шампион Работнички има сили, има енергија за брејк уште на стартот на финалната серија од плейофот против МЗТ Скопје Аеродром во Јане Сандански. Особено кога во 8-та минута од мечот имаше 10 разлика водство, 16-6. Меѓутоа, МЗТ ги консолидираше редовите, се мобилизираше себе си и одигра ураганска втора четвртина која што ја доби со 24-11 и негативата од 7 поени по првите 10 минути ја претвори во водство од 6 разлика на полувремето од надпреварот. 38-32 резултатот за МЗТ Скопје Аеродром, кој што имаше напад на отворањето на третиот квартал, меѓутоа Самарџиски и Иванов не успеа да организираат соработка која што ќе заврши со шут кон противничкиот кош. На потек Работнички. Чековски. Стајич. Загубена топка, број 10 за екипата на Работнички. МЗТ имаше 4 грешки. Идејата беше да се вработи Чековски во рекетот, меѓутоа Стајич погреши. Удар. Медфорд, Самарџиски, Иванов и Дамјан Стојановски. Почетната петорка на МЗТ и од стартот на надпреварот. Медфорд, скокшут од полудистанца, без погодок и тој и удар. Нешто што не се случило досега цело полувреме на надпреварите на МЗТ во годинашната сезона. Американците се уште се бараат себе си во денешниот финален надпревар. Чековски. Караџовски, ја краде оваа топка Дамјан Стојановски, поаѓа веднаш во контра, па сега на кош и изнуди фаул на Караџовски. Можеше и да извлече 2+ дополнително слободно, меѓутоа не погоди навидум лесно положување од табла, но ќе застане два пати на линијата за слободни фрлања. Караџовски е првиот играч со 3 лични грешки. Во првото полувреме МЗТ реализираше 2 од 3 слободни фрлања, кошаркарите на Работнички погодија 3 од 4. 11 коша за Стојановски, 39-32, ова е највисоката разлика која што ја има МЗТ на денешниот надпревар. Чавдар Костов. Караџовски. Остар блок на Чековски, падна в удар, меѓутоа не погоди Караџовски. Стојановски. Самарџиски против Јаневски, лична на клубниот центар на Работнички. Трет прекршок и за Јаневски. Со 11 коша. Прв стрелец во редовите на екипата на МЗТ. Стајич има 5 скока, Караџовски 4, Мираковски 2. Медфорд е прв скокач на МЗТ со 4 фатени топки. Иванов. Не успеа ниту од втора шанса играчите на МЗТ. Костов. Стајич со фаул на Стојановски. Трет прекршок за капитенот на МЗТ. Единаесет поени, 4 скока. Ефектот на Дамјан Стојановски. Иванов има 10 поени, 3 скока и 2 асистенции. Бобан Стајич досега 7 коша, 5 скока. 39-33. По повеќе од 2 минути во третиот период Работнички постигнува кош. 5 разлика. Медфорд. Удар. Напаѓа Караџовски. Удвојува Чековски. Стојановски. Удар се мести. Шут за 3. Први поени на удар.
42-34. 8 razlika, ova je peta trojka od 18 šuta za MZT. Nova greška. Медфорд. Повторно Медфорд по повратната од Иванов и атрактивно забивање на Самарџиски, негов седми кош. 10 разлика прави МЗТ, тајм-аут за Марин Докузовски. Истрпе Бобан Стајич. Прилично грмотевици од Марин Докузовски на овој тајм-аут, кој што стратегот на македонскиот шампион го свика по неполни 3 минути од третата четвртина. 6-2 направи МЗТ за овој краток временски период, за највисоки 10 разлика. Стајич, краток во шутот. Не успеа Чековски. Лош период на Работнички. Непрепознатлив е актуелниот шампион во споредба со оној тим од првата четвртина. И Дамјан Стојановски завива тројка, 14 негови поени, 47-34. Тргнува возот надолу за Работнички. Осум-0. Стајич. 11 поена на Стајич. Разликата останува двоцифрена, тоа ќе биде силна психолошка предност за МЗТ во продолжението од надпреварот. Има уште многу да се игра. Четвртина и пол. Цели 16 минути. Вудар. Фаул на невнимателниот Самарџиски. Апсолутно непотребен прекршок. Не е проблем за МЗТ, затоа што ова му е прва лична на центарот. Симоновски го замени Дамјан Стојановски. Одигра 2-3 напада и одбрани на акциите на противникот и со 3 лични грешки. Јаневски. Костов. Кога не игра Чавдар Костов, тешко и Работнички. Караџовски. Јаневски сам на шут за 3. Меѓутоа, најголемо промашување од најчиста позиција која што имаше воопшто до сега на надпреварот. Фаулираше Симоновски инаку. Еве го ова. Градење со рацете зад себе. По дуелот со Чековски. Костов спушта за Чековски. Јаневски пак шут за 3. Ја нема смиреноста и прецизноста во шутот од зад линијата 6.75 од првото полувреме. Топката е за Работнички. Мираковски. Само повремено, парцијално може да даде придонес. Караџовски, шут за 3. Да остане Работнички во мечот. Втора тројка за Караџовски, него шести поен. 47-39. Средишница од третата четвртина. Фаул на Чековски без топка против Самарџиски во дуел таму во рекетот. Не на Чековски, туку на Мираковски. Пред да дојдат во допир Чековски и Мираковски. Трета лична јава за искусниот бек на Работнички. Иванов, одаролот на теренот. Јасим на Работнички со серија од 5-0. Негативата под 10 коши. Има и напад. Дуел меѓу Симоновски и Чековски.
повтор меѓу нив двајца, кој што резултира со лична грешка на бекот на Работнички, на МЗ. Мираковски му побегна на Вудар. Надвор беше Чавдар Костов. Еве, гази на страничната линија во моментот кога ја прима топката. Остана да лежи таму еден кошаркар на Работнички, станува збор за Мираковски, кој што секако имаше проблеми пред овој надпревар. По овој негов влез и оваа рампа од Самарџиски, предпоставувам дека лошо падна. Уште еднаш овој обид на Мираковски и откажа левото колено. Продолжува мечот. Дополнителни главоболки за Марин Докузовски. Работнички не успеа да погоди евентуално да се врати на 6 или на 5 негатива. Акција на МЗТ. Вудар шут за 3. Погодува од над 8 метри. Две тројки на Джеймс Вудар во третата четвртина. Ги немаше никаде американците во првото полувреме. Повторно 11 разлика. Потоа фаул на Вудар. (50-40). Осум коша на Караджовски. Вудар уште еднаш. И трет пат погодува. Се разбуди во паузата меѓу втората и третата четвртина. Джеймс Вудар. 3 тројки од 3 шута. 53-41. 12 разлика. Стајич. Костов ќе погоди ли тој шут за 3? Нема погодок. Прифаќа Вудар, го има во сите делови од теренот. Иванов. Саме Симоновски. Го сочека Вудар. Самарџински, напад на Чековски. Самарџински, неспортска лична грешка. Откако загуби рамнотежа, не бираше средства за да го задржи Самарџински, го повлече за рака. Победничка песна на навивачите, иако 1/4 и 3 минути од овој надпревар. Нема повеќе од 2000 луѓе во спортскиот центар Јане Сандански, меѓутоа еден убав спортски, кошаркарски амбиент. Навивачките групи на двата тима го збогатуваат ова дерби.
Новата пресметка меѓу вечните македонски кошаркарски ривали. Самарџиски го реализираше само второто слободно. Највисоки 13 разлика втор пат. 54-41, меѓутоа има МЗТ и напад. Караџовски далеку напред на Вударт, изминува времето, задоцни со шутот, не важат поените, истече нападот. Имаше чувство судијата Митровски и нема потреба од прегледување на снимката. Вударт задоцни со изфрлањето на топката, инаку и таа влезе во обрачот. За дел од секундата не беше побрз во шутот, ќе запишеше и четвртата тројка. Чековски газеше на линијата. Нема ниту два за работнички. Вударт, сам Вударт, до крај, нема погодок. Корекција на Самарџиски, офанзивен скок, Иванов, се мести Вударт, пак запнал за 3, па од одбојка Симоновски. Фаул на Стајич. Ево го моментот кога мал допир одзади од Стајич беше доволен за Симоновски да загуби равнотеже и да мора да излезе од теренот. Затоа и се огласи судијата Денковски. Четири полгодоци за Марко Симоновски. Ниту еден од играчите на МЗТ не успеа да врзе две прецизно изведени слободни во серија денеска. 55-41, највисоки 14 разлика во оваа 28 минута. 17-9 за МЗТ само во оваа четвртина. Караџовски. Изградили МЗТ предност, исклучително тешко е да се анулира. Грешка на Иванов, сакајќи да проигра со Симоновски. Караџовски пресече Самарџиски. Додавањето беше за Бобан Стајич. Бојан Крстевски по полово време во тимот на работнички. Да одмори Чековски. По 8 тројки едните и другите. МЗТ од 23, работнички од 38 обиди. 41% шут од игра за МЗТ, 36% реализација на работнички. Меѓутоа дури 15 напади повеќе на МЗТ завршиле со шут, без разлика дали имало или немало поеми. Нема кош на Караџовски. Речиси двојно повеќе загубени топки има работнички, 13 наспроти 7. 5 скока повеќе за МЗТ, 31-26, Самарџиски 7, Метфорд 5, Дамјан Стојановски 4 скока. Самардевски загубија и сила, и концентрација, и енергија, се понеподвижни, постатични кошаркарите на работнички. А сега доаѓа до израз долгата клупа на тимот на МЗТ, поголемата ротација и квалитативната разлика што како колектив ја има претендентот за шампионската титула. Кога уште и шутот на противникот олку не оди како во овој период. Широко се отворени вратите на МЗТ кон стартната победа во плей-оф финалето. 16 разлика. 7-0. Беше 50-41. Самарџиски, последна минута од третата четвртина.
Удар! Безмалку тениските терени зад спортската арена Јане Сандански изминуваше времето за напад. Резултатот кој што го има МЗТ му го дозволува и овој комодитет да се обиде нешто и со шут од 9 метри. Костов, Јаневски, Караджовски, Сечен Магдевски, седум украдени топки има тимот на МЗТ. Само 2 пати пресекоа играчите на Работнички. Стајич, обид за 2-2 со Бојан Крстевски. Алтернативна варијанта е овој шут на Караджовски за 3, ништо тоа. Крај на третиот период, 57-41, 19-9. Уште 10 разлика надодава екипата на МЗТ и со огромни 16 позитива ќе влезе во последната четвртина. Нема тројка на Чавдар Костов во првиот напад на Работнички на стартот на последната четвртина, за разлика од поените на Симоновски на спротивната. Води МЗТ на 59 спрема 41, највисоки 18 разлика. Заедно во втората и во третата четвртина Работнички постигна едва и 20 коша. 11 во вториот, 9 во третиот период. Што е симптоматично, дури неверојатно, ако се знае дека првата четвртина ја доби со 21-14. Меѓутоа, МЗТ значително ја засили играта во одбрана и го доведе противникот во се потешка можност да има реализација од чисти позиции, не оди ниту шутот од дистанца, воопшто реализацијата од поле, а целосната доминација која што ја воспостави МЗТ во играта под обрачите кулминира и со разлика од 8 скока повеќе и затоа разликата во поени веќе наближува кон 20. Можеше да биде уште сега, меѓутоа Самарџиски не успеа да поентира во ситуација на положување. Ќе имат двојна шанса од линијата за слободни фрлања. Бојан Крстевски ја направи втората лична грешка. 9 поена за Самарџиски, веќе има 10 скока. Уште еден кош му недостига за дабл-дабл. Имаше таков ефект на предходните 3 одиграни меча. Ќе се очека барем уште еден кош во продолжение од ова средба. Останува на 9 поени. Стајич. Крстевски. Еве го 11-тиот скок на Самарџиски. Соколов. Добар блок на Иванов. Магдевски. Симоновски спушта за Самарџиски. Магдевски. Топка е ова за Работнички. Масленко на местото на Иванов. Поигра малку Андреј Масленко во финишот на првата четвртина. Караджовски. Стајич. 2-2 со Крстевски. Додавање од земја, меѓутоа украде Магдевски. Дефансивно извонреден Магдевски во минутажата која што има денеска. Масленко. Обратна од Самарџиски. Асистенција на Самарџиски. Четврти кош на Масленко и ќе има дополнително слободно фрлање. 62-41. Замрзна Работнички на 41 поголов. 12-0 од тогаш. Тајм-аут за Марин Докузовски. Може ли да се извлече нешто од овој меч?
Во тајмаутот останува Маслинко уште да реализира дополнително слободно фрлање, но и тој, како и неговите соиграчи, МЗТ е на едва и 50% реализација од оваа позиција. 6 од 12, 62-41 е резултатот. 12-0 е, велам, серијата на домаќинот. Лична на Симоновски. Трета. Пред еден месец и 2 дена на 6 мај во оваа сала МЗТ го демолираше Работнички со 85-63 во меѓусебниот двобој на овие екипи во Јане Сандански во рамките на суперлигашката фаза. Оној надпревар што се одигра во понеделник навечерот, кој, ако паметите, немаше телевизиски пренос. Тоа беше еден од двата најтешки пораза на Работнички годинава. Потешко загуби само од Блоко Техна 85-58 на првото од двете гостувања во рамките на полуфиналето кое што тераше до мајсторка. На домашен терен МЗТ сезонава порази само од Работнички 90-88 и од Кожув. На гости уште од Блоко Техна, од Гостивар и еден од Работнички. Тоа се 5-те порази крај кошаркарите, за кошаркарите на МЗТ, на кој што им оди шутот неверојатно во оваа фаза од средбата, па со звукот на сирената од тешка позиција за 3 погодува Симоновски, негова втора тројка, 8 коша, 65-41 за 15-0. Караджовски. Магија црна како да е фрлена над кошот на МЗТ. 3 минути во оваа последна четвртина. И претходно уште 4 или 3,5 од крајот на третата четвртина, 6,5 минути е Работнички без постигнат кош. Маслинко, фаул од Крстевски. Јасно име на црвените, на нивниот стратег до Кузовски, од поодамна овој надпревар е загубен. Ќе проверува Павлов. Овој старт над Маслинко, дали има елементи за неспортска лична. Нема неспортска, нема обична лична, туку чекори од Маслинко. Оно што го уловија арбитрите. Разликата од 24 коша. Јаневски, Стајич. Шут на Костов за 2. Најмалку 10 напада поред. Немам точна евиденција, меѓутоа Работнички не може да погоди. Падна на 28% шут од игра. Со таква реализација нема шанси да мине подобро на ова жешко гостување. Уште 6 минути до крајот. Костов, Јаневски па Стајич. Презеде Маслинко, Крстевски, фаул на Магдевски над Јаневски. Трет прекршок на Андреј Магдевски. Трета тимска лична грешка за МЗТ во последната четвртина.
Караджовски. Костов. Сече Магдевски. Го има Симоновски. Ќе оди ли сам Магдевски? Затвори Костов. Не беше чиста позицијата ниту на Симоновски во тој спринт. А ја имаше соодветната линија на движење Чавдар Костов за да го оневозможи Магдевски без фаул. Симоновски. Маслинко е странично. Симоновски. Офанзивен скок на Маслинко. Повторно Симоновски. Нови 14 секунди. Средина на последниот период. Магдевски излезе на него Бојан Крстевски. Поени на Магдевски ги заслужи. И имаше опција да спушти во рекетот за Младеновски, кој што ќе имаше мисмеч против Стајич. 17-0. 8,5 минути е работнички без кош. Нема ниту еден погодок во последната четвртина. Не е погодок ниту ова. 10-0 е серијата на МЗТ во последната четвртина. Предходно уште 3,5 минути немаше кош работнички. Потона шампионот во Аеродром. Младеновски. Под фаул. Четврта лична за Бојан Крстевски. Или трета по официјалниот семафор. Симоновски излегува во финишот повторно на теренот Дамјан Стојановски. Што велат бројките на Младеновски од оваа позиција? Нешто над 70% реализација, меѓутоа денеска лоши се домашните кошаркари од линијата за слободни. Под 50%. 6 од 14. Работнички 7 од 8, например. Меѓутоа, овие неискористени слободни далеку од тоа дека можат да се фатални за тимот на МЗТ. Костов. И пак нема кош. Последен играше Стајич. Чековски и Мираковски од поодамна на клупа. И обајцата близу 40. Маслинко. За години зборував, не за минути. Крстевски. Право во рацете на Магдевски. 17-та загубена топка. Младеновски, 4 коша. 69-41. 12-0 во последната четвртина или вкупно 19-0. Незапамтена серија има МЗТ кога станува збор за меѓусебните дербија. Четврта лична на Стојановски. Стајич не реализираш. Магдевски. Тргнаа да си одат навивачите на работнички, не можејќи да го следат овој срам на нивните миленици. Дамјан Стојановски ги дотолчува противниците со тројка за 72-41, за 22-0 за нов тайм-аут на Марин Докузовски. Сега застани прекини не дотно. Еј! Голови со мачки. Слушате? Не, оде од оваа страна. Они удваја. Надоле отвори се. Боки! Ако има пас, ако не ти овде си, он нека иде надоле. Тука пас страничен би. Јасно ли ве? И ако преземат, спуштете му доле пак утрчајте. Ајде, мора еднаш пробите на конбе, само шутирате тројки. Ајде!
Уште 3 минути. 31 разлика. Максимално понижен Работнички, се уште без кош во последната четвртина. Јаневски. Стајич, фаулиран долу. Од Маслинко. Во бонус МЗТ, 2 слободни ќе има сега за Бобан Стајич. Ако не може од игра да погоди Работнички во овој последен квартал, барем слободните фрлања ќе видат шанса. 22-0. Цели 7 минути во ова последна четвртина и уште 4 во претходната, значи 11 минути МЗТ без постигнат кош. Односно Работнички. 12 поена за Стајич, 72-42. Од поодамна финишот ќе биде само формалност. Четврта лична сега за Бојан Крстевски. 4 има и Јаневски во тимот на Мариндо Кузовски. Поигра Виктор Исајловски, предводникот на младата гарда. Лидерот на шампионската генерација под 18 години. Маслинко, саме Соколов, остава за Младеновски, забива со петти фаул на Крстевски. Со нова експлозија адреналин на трибините и со дополнително слободно фрлање. Фаулот не е на Крстевски, туку на Костов. Седумдесет и 4-42. Седумдесет и 5-42. 33 коша разлика. Осумнаесет-1 за МЗТ во последната четвртина, во овие неполни 8 минути. Јаневски. Игра со нога. Караджовски. Излезе Крстевски, па се намести на шут. Малку подзаспа Младеновски на неговиот играч. Меѓутоа, очаен и полош од очаен е шутот на Работнички во ова второ полувреме. Едва и 10 коша од паузата до сега. Губеше со 38-32 актуелниот шампион на полувреме. Од тогаш прими 37, постигна едва и 10 коша. И ова влегува Андреј Магдевски. И тој меѓу тројкашите. 11-та тројка на МЗТ од 30 обиди. 78-42. Стајич. Магдевски за Мамузич, и тој во игра во меѓувреме. Да го почувствуваат малку здивот на дербито и младите во тимот на МЗТ, а Маслинко со остар фаул на Јаневски, меѓутоа беше решен по секоја цена да не дозволи противничкиот играч да поентира. Работнички е без кош од игра во последната четвртина. Единствен поен на Стајич. Еве и овој погодок е од линијата за слободни на Маријан Јаневски. 78-43.
78-44. Стојановски. Мамузич. Поени први во дербито за Лука Стојановски. Мамузич не е во составот. 80-44. Со дресот на Мамузич игра Стојановски, затоа ме понесе на прво споменување. Краде сега Магдевски, оди во контра Стојановски, меѓутоа подзастанува Андреј Магдевски. Ќе сочека, ќе остави топката и ќе почнат честитките меѓу актерите на теренот и порано. Ова средба заврши многу рано уште, набрзо по почетокот на третата четвртина. МЗТ Скопје Аеродром го декласираше работнички со 80-44 за водство од 1-0 во финалето на плеофот во домашниот кошаркарски шампионат. Убедлив триумф на аеродромци во Јане Сандански во мечот во кој што актуелниот шампион покажа заби само во првите 5-6 минути од надпреварот. Водеше и со 10 разлика, имаше 16-6 на 2 минути до првиот краток одмор. Имаше позитива од 7 поена по крајот на првата четвртина, 21-14, но следува урагански 20 минути за претендентот. 24-11 ја доби МЗТ втората четвртина за водство од 38-32, за потоа да го снајде работнички потоп во третиот и особено во последниот четврти период. 57-41 беше предноста на МЗТ по 30 минути игра, а разнебитениот работнички не успеа да погоди ниту еднаш од игра во завршниот квартал, кој што го заврши со срамни едва и 3 постигнати поени, сите од линијата за слободни фрлања. МЗТ ја доби последната четвртина со неверојатни 23-3. Еден чуден надпревар во кој што работнички покажа знациот и исцрпеноста по долгата серија од 5 меча против Блокотехна во полуфиналето, оставила траги, а ќе имаат само 3 дена за рекуперација избраниците на Марин Докузовски, ако воопшто можат да се вратат во оваа серија по овој тежок дебакл пред предстојната втора средба која што ќе се одигра во Борис Трајковски во вторник од 20 часот и 15 минути. Дамјан Стојановски со 17 поена, прв стрелец на МЗТ, Магдевски постигна 13, Иванов 10 поени, Самарџиски имаше 9 коша и 11 скока во редовите на МЗТ, кај тимот на работнички 13 поени за Јаневски, 12 за Стајич, само тие двајца беа двоцифрени, Јаневски, Чековски и Караџовски има по 5 скока, Караџовски уште и 5 асистенции во овој шести меѓусебен двобој во годинашната сезона, сметајќи го првенството и купот. Трета победа на МЗТ, меѓутоа многу важен триумф кој што може да му даде тек на целото ова плейоф финале, кое што се игра по принципот до 3 победи. Почитувани гледачи, толку во овој пренос од првиот финален плейоф надпревар меѓу македонските вечни кошаркарски ривали, 80-44. Шанса за реванш, за возвратен удар, шампионот на Македонија